Bravo za nas. Дека се лего да ги вадим. Боро. Боро. Колечки. Борис. Фала. Само ако на Собранието на Република Северна Македонија, пратениците Африм Гаши, Сафија Садики Шаини, Изет Меджити, Мерита Колджаджику, Кастриот Реджепи, Љупчо Димовски и Грација Бакрачевска ме известија дека се спречени да присуствуваат на седницата. За седницата известени и поканети се председателот на Република Северна Македонија, председателот на владата на Република Северна Македонија, членовите на владата на Република Северна Македонија. Ве известувам дека председателот на владата на Република Северна Македонија, господин Димитар Ковачевски, поднесе оставка. Врз основа на член 219 став 2 од деловникот на Собранието, председателот на владата може да ја образложи оставката. Председателот на владата извести дека нема да ја образложи оставката. Врз основа на член 93 став 3 од Уставот на Република Северна Македонија, оставката на председателот на владата повлекла и оставка на владата. Констатирам дека врз основа на член 220 од деловникот на Собранието, на председателот на владата и на владата им престанува мандатот. Врз основа на член 93 став 5 од Уставот на Република Северна Македонија, владата останува на должност до изборот на нова влада. Ви известувам дека пратеникот Талат Џафери поднесе оставка на функцијата председател на Собранието на Република Северна Македонија. Врз основа на член 115 став 1 од деловникот на Собранието, на председателот на Собранието може да ја образложи оставката на седница на Собранието. Председателот на Собранието на Република Северна Македонија Талат Џафери извести дека нема да ја образложи оставката на седницата на Собранието. Констатирам дека согласно членот 115 став 2 од деловникот на Собранието, на пратеникот Талат Џафери му престана функцијата председател на Собранието на Република Северна Македонија. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Прва точка, дополнет предлог на Закон за употреба на македонскиот јазик, второ читање. Врз основа на член 77 став 1 од деловникот на Собранието, дали има некој предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред?
почитуван подпредседателе, почитувани колеги, почитувани медиуми, дозволете ми да предложам дополнување на дневниот ред на денешнава седница на Собранието, а тоа е точка за избор на председател на Собрание на Република Северна Македонија и при тоа ја користам приликата да предложам и измена. Овој е мој предлог да биде точка број 1. Благодарам. Предлогот на пратеникот Мартин Костовски го ставам на гласање и ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 64 пратеници, сите 64 пратеници гласаа за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека предлогот е усвоен. Предложениот дневен ред со дополнувањето го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 101 пратеник, сите 101 пратеници гласаа за, против нема, воздржани нема. Констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред. Ви благодарам, почитуван подпредседател на Собрание, почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите. Во името на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на коалицијата, денеска ја имам честа да го представам предлогот што е доставен како дополнување на дневниот ред на денешната седница, а тоа е Јован Митрески да биде избран за нов председател на Собранието на Република Северна Македонија. Ја користам оваа можност да изразам благодарност и до претходниот председател на Собранието на Република Северна Македонија, господинот Талат Џафери, пред се за одличната соработка што ја имавме, но и за успешното реализирани проекти кои возможија Собранието да ја унапреди својата независност, но и својот демократски капацитет. Пред сите вас е поделен предлогот за кандидат за председател на Собранието, на кој 65 пратеници од овој парламентарен состав го поддржуваат предлогот нашиот колега Јован Митрески да биде нов председател на Собранието на Република Северна Македонија. Самиот факт што зад него застанаа пратеници од најголемиот број парламентарни партии во самото собрание доволно зборува не само за кохезивниот потенцијал што го има Митрески, туку и за довербата што сите овие пратеници ја имаат во него и во неговото искуство да ја преземе оваа функција без никаков проблем. Таа доверба сите ние ја стекнавме соработувајќи со Јован изминатите години, кој како координатор имаше главната улога во организација на работата не само во рамки на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, туку ја имаше и улогата и на главен медијатор со координаторите на сите пратенички групи со цел да се достигне и постигне консензус и да се обезбеди функционалност на Собранието во интерес на граѓаните и на демократскиот напредок и развој на државата. За Јован Митрески на сите вас не треба многу да зборувам. Како што кажав и претходно, сите вие го знаете како пратеник и како координатор на пратеничката група, но и како професионалец, одговорна и исполнителна личност, но како човек пред се. Сепак за пошироката македонска јавност би сакал да кажам неколку детали од неговата биографија и неговата досегашна работа. Јован Митрески е роден на 20 ноември 1980 година во Струга. Во 2004 година дипломира на економскиот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски и одлучува својата професионална кариера да ја започне и да ја развива во својата родна Струга. Стружани многу добро знаат за каков посветен човек станува збор. За човек кој целата своја енергија ја дава за подобар развој и подобра иднина на неговата држава. Желбата да направи многу повеќе за развојот на Струга, но и за економскиот и демократскиот напредок на Република Македонија го мотивира во 2014 година да почне професионално
политички да се ангажира, кога за прв пат е избран за пратеник на Собранието на Република Македонија од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од 2014 година до денеска мојот колега и мојот другар Јован е пратеник во Собранието, кој во многу наврати го покажа својот одговорен пристап во вршењето на функцијата пратеник, но и функцијата координатор на пратеничката група на СДСМ и коалицијата. Тоа го покажа во особено тешки времења на Собранието, но и за државата воопшто, кога после еден период на институционална девастираност имавме обврска да ја враќаме до вербата во институциите, да ја унапредуваме нивната ефикасност, да ги зајакнуваме нивните капацитети. На тоа работевме со многу труд, посветеност и внимание. Особено работевме на враќање на довербата на Собранието, но и на јакнење на неговите демократски капацитети, унапредување на неговата транспарентност, отчетност и одговорност. Во таа насока не може да не ја спомнам клучната улога на Јован, кој како координатор на пратеничката група на СДСМ и коалицијата, но воден од принципите на одговорност пред граѓаните, целосно работејќи посветено за нивните интереси, направи се да се унапреди самиот диалог во Собранието. Диалогот Жан Моне, кој резултираше со усвојување на нов деловник на Собранието на Република Северна Македонија, со огромно мнозинство покажа дека е возможно да се врати диалогот и тоа после едни исклучително тешки времења кои што ги помина овој законодавен дом. Но тоа е возможно само доколку во него седат пратеници како Јован Митрески, кој имаше клучна улога во напредувањето на диалогот, во градењето на консензусот, во слушање на аргументите на другите, а пред се воден од интересите на граѓаните. Почитувани колеги, почитувани граѓани, јас не би сакал многу да должам во представувањето на Јован Митрески, како предлог за председател на Собранието, подржан од парламентарното мнозинство, и во објаснувањето зошто сметам дека сите ние едногласно треба да го поддржиме овој колега. Но не можам да не споменам ни за законски решенија и ни за одлуки кои беа донесени изминатиот период овде во Собранието, а кои овозможија нашата држава да оди напред. Во февруари 2020 година Собранието го ратификуваше Северноатлантскиот договор, со што формално станавме 30-та членка на НАТО. Денеска, имајќи ги предвид геополитичките случувања во светот, имајќи ги во предвид безбедносните аспекти од нападот на Русија кон Украина, сите сме среќни што сме дел од овој безбедносен сојуз. Свесни дека членството во НАТО носи зголемена безбедност и посигурна иднина на нашата држава. А тоа го постигнавме само затоа што бевме решителни и покрај тешките одлуки што требаше како држава да ги носиме, да обстанеме на евроинтеграцијскиот и евроатлантскиот пат. Во јануари 2020 година, само 2,5 години по немилите настани што се случија на 27 април 2017 година во оваа собрание, ја унапредивме независноста на законодавниот дом од финансиски и безбедносен аспект, а особено обезбедивме посебни услови за собраниската служба. Во периодот кога нашата држава, а и целиот свет се соочува со пандемија од COVID-19, што предизвика и светска економска криза, Митрески, како координатор на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата и како дел од парламентарното мнозинство, успеа успешно да го менаџира процесот на усвојување на здравствените и економските мерки, кои де-факто обезбедија успешно справување со здравствената и економската криза. Заеднички работевме на низа социјални реформи, на мерки за подобрување на животниот стандард на граѓаните и нема да биде нескромно да го кажам дека направивме навистина многу. Секако, свесен сум дека може и треба уште повеќе и одлучни сме. Навистина сме одлучни да продолжиме да работиме во интерес на граѓаните и на државата. Граѓаните на Република Северна Македонија заслужуваат да ги водат политичари со интегритет, на кој приоритет ќе им биде просперитетна иднина на државата, а не тесно партиските кусогледи интереси. Она што можам за крајот да го нагласам, а важноста на моментот во кој се наоѓа нашата држава е следново. Денеска го бираме Јован Митрески за председател на Собранието на Република Северна Македонија, а во недела ќе ја бираме техничката влада, која треба да создаде услови за фер и демократски председателски парламентарни избори, кои што треба да се одржат на 24 април и на 8 мај оваа година.
Јас сум уверен дека и собранието предводено од идниот председател Јован Митревски и идната влада предводена од техничкиот премиер Џафери, водени од демократските принципи и цврсто одлучни да обезбедат подобра иднина на нашите граѓани, ќе ги продолжат и унапредат процесите кои беа почнати во изминатиот период. И уште повеќе ќе го зацврстат европскиот пат на нашата држава, пат за кој нема друга алтернатива. Цврсто сум убеден дека оваа одлучност да се обезбеди подобар стандард и побезбедна иднина на нашите граѓани, да се обезбедат услови за напредок и развој на младите, да се обезбедат европски услови тука во нашата држава, ќе ја препознаат и вреднуваат и граѓаните на следните претседателски парламентарни избори. На крајот, почитувани присутни, ве повикувам сите да го поддржиме предлогот Јован Митревски да биде избран за нов претседател на Република Северна Македонија. Благодарам. Ви благодарам. Има збор Никола Мицевски, повелете. Почитувана македонска јавност, почитувани граѓани и представници на медиумите, почитувани колеги пратеници. Денес е голем ден. Ден во кој што оваа власт продолжува пополека, но сигурно, дел по дел, функционер по функционер, да се руши како кула од карти. Процес кој што започна вчера со Ковачевски, продолжува денес, а ќе заврши на денот на изборите во мај. Денешната седница е продолжение на неславниот крај на оваа власт, која што во изминатите 7 години ја уништи државата. Гурница и приватизираше институциите, ги осиромеши граѓаните, ја клекна македонската економија на колена, односно, накратко кажано, создаде девастиран и нефункционален државен систем, кој што секојдневно го гледаме дека пука по сите рабови и јасно ги покажува своите аномалии и недостатоци. Зошто го велам и тврдам ова, ќе ми одозволите да го образложам во следниве неколку минути. Ќе зборувам исклучиво со аргументи, факти и бројки кои што се јасни како бел ден и нема бегање. Како координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, која впрочем е најголемата и најбројната пратеничка група овде во собранието, имам целосно право денес од оваа говорница, на денот кога се избира председател на собрание, пред целата македонска јавност да направам 4-годишна ретроспектива и да се обидам да ја представам неработата и нефункционалноста на овој законодавен дом во изминатиот мандат. Денес, после 4 години мандат на ова владеачко мнозинство, кое наместо, како во секоја нормална држава и парламентарна демократија, да зборуваме за законодавен дом кој што успешно ја вршал својата работа и контролна функција над извршната власт, наместо да зборуваме за безброј плодни и аргументирани дискусии и јавни дебати помеѓу пратениците и експертите, наместо да зборуваме за тоа кој колку добри законски решенија во корист на граѓаните успеал да донесе и изгласа, за жал ние денеска можеме само да зборуваме за законодавен дом кој што е непресушен извор на самоволие и парламентарно насилие. Ова повеќе не наликува на законодавен дом, туку на дом на меѓупартиски и меѓукоалицијски пазари и договори на штета на граѓаните на дневно ниво. Имено, слободно можам да кажам дека во овој мандат, кој што впрочем ги брои последните денови и месеци, видовме се и се што, но не видовме едно Европско собрание кој што треба да биде цврст столб на една демократска европска држава со европска демократија. Не видовме место каде што преку дебата и инклузивност на сите политички чинители и народни представници во собранието ќе се носат решенија кои ќе го подобрат животот на граѓаните и општеството во кое што живееме. Речиси секогаш приоритет пред интересот на граѓаните, општеството и државата, има интересот на поединци и коалицијските пазари меѓу партиите на власт, кои што резултираа со носење на многу штетни одлуки во време кога државата и граѓаните се соочуваат со сериозни предизвици и кризи. Токму затоа, со цел појасна слика и оценка на работата и состојбата во која што се наоѓа нашиот законодавен дом, јас ова 4-годишно раководење на собранието под водство на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, сликовито би го поделил во два дела. Во првиот дел, како клучна и реална причина за ситуацијата во која што се наоѓаме, би ги ставил преседаните кои што се случуваа овде во собранието
И вториот дел, тоа е делот на погубната статистика и злоупотребата на собранието, кои што доведува и допринесува токму ова собрание да биде најнедемократското и најнетранспарентното собрание во досегашната 30 годишна политичка историја и плурална демократија во државата. Ќе започнам со преседаните, кои што ова парламентарно мнозинство некогаш свесно, а многу ретко несвесно, по инерција ги правеше на дневна основа. Иако оваа листа со преседани е прилично долга, во интерес на времето би издвоил неколку. Деловникот за работа на собранието, кој е така наречен устав на ова собрание, како никогаш досега е погазуван и непочитуван и тој повеќе речиси да нема никаква вредност и тежина. Го применувавте селективно, само тогаш кога и како вам ви одговараше во зависност од дневно-политичките прилики и потреби. И добро е што донесовме нов деловник да завршат практиките со стариот. Исто така, во многу наврати, покрај кршењето на деловникот, имавме класично кршење и непочитување на етичкиот кодекс за однесување на пратеници. А во неколку наврати, во срцето на демократијата во законодавниот дом, кој што треба да е чувар и пример за почитување на законите, беше погазуван и прекршуван и Уставот на Република Македонија. Тука го поставувам прашањето, дали постои подобар и поголем пример од овие преседани за тоа колку несериозна, недемократска и извитоперена власт имаме во државата во моментот. За жал, одговорот е повеќе од јасен. Продолжувам понатаму. За прв пат во историјата на ова собрание се соочивме ситуација овој законодавен дом да ги заклучи вратите на пленарната сала и со тоа да го ограничи правото на слободно движење на пратениците. Само заради тоа што парламентарното мнозинство не можеше да си обезбеди кворум за работа и гласање на нивните закони. Исто така, за прв пат во нашата 30 годишна плурална и парламентарна демократија, опозицијски пратеник доби судска пресуда за искажан збор од собраниска говорница, што представува еклатантно и срамно кршење на Уставот, уставното загарантирано право на секој пратеник да говори по сопствено убедување, право кое што впрочем му е обезбедено со пратеничкиот имунитет. А зад имунитетот во ова собрание се криеа други функционери. Парадоксално е малку, нели колеги? Праксата на криење на амандмани во фиока, односно отфрлање амандмани, продолжи и понатаму. Иста така, транспарентноста на оваа власт беше табу тема. За многу важни државни и национални прашања, кои што ние како представници добивавме нецелосни и половични информации на еден лист хартија, додека вистинските документи и информации се криеа и од нас, и од очите на целата македонска јавност. За жал, овде, во срцето на едно демократско општество, бевме сведоци и обид за физички пресметки, за кои срамот да биде уште поголем, немаше никаква одговорност и разрешници. Во овој мандат видовме и закани и уцени кон пратеници. Тие стана заштитен знак и алатка за функционирањето на ова парламентарно мнозинство. На крајот денот, за сите овие преседани, за вас, вие ќе останете запаметени како парламентарно мнозинство со најмногу скандали и преседани во просек на еден ден. Тоа е суровата реалност, колку и да сакате да не ја видите или пак да не ја признаете. Продолжуваме понатаму со вториот дел. Ние пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата, како директни учесници однатре, бевме сведоци на нефункционирањето на собранието и го гледавме постојаното урнисување на кредибилитетот на собранието од страна на парламентарното мнозинство, предводено од коалицијата на СДСМ и ДУИ. Факт е дека како никогаш досега, работата на собранието не била толку критикувана како од Европската комисија, така и од сите релевантни меѓународни институции, невладини организации, меѓутоа и јавноста. И сите политички чинители во работата на собранието, реалноста е сосема друго. Имено, во овој мандат, пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата има поднесено 60 закони, од кои најголемиот од нив се одбиваат уште пред да се отвори дебатата по истите, односно на самиот почеток на седницата не се усвојува потребата од нивно носење. Nderuar nënkryetari i Kuvendit Zoti Misoski, të nderuar koleg deputet, i nderuar koleg Zoti Mitreski, të nderuar qytetar,
të nderuar përfaqësues të mediave. Sot e konstatuam ndërheqjen e kryetarit të deri tanishëm të kuvendit, zoti Talat Xhaferi, për të cilin nuk do të jetë jo modeste nëse them se shënoi një epokë të veçantë të punës së shtëpisë ligjvënëse. Karakteristikë kryesore e të cilit ishte unapredovanието на демократијата, јакнењето на одговорноста, јакнење на отчетноста и на транспарентноста на собранието. За овие речиси 7 години, не само што се зајакна независноста на собранието, не само што се зајакна собраниската служба, не само што се унапредија сите капацитети на оваа институција, туку и одговорно и посветено се работеше на јакнење на консензусот, на опредување на демократските принципи, на јакнењето на независноста и автономијата на пратениците како избраници на граѓаните. Факт е дека правецот за кој се движеше собранието на Република Северна Македонија изминатите години, заслужен е досегашниот председател на собранието господин Xhaferi, но исто така е факт дека сето тоа ќе беше невозможно ако овие демократски принципи не беа клучни принципи според кои работевме и ние како координатори на парламентарното мнозинство. И токму затоа сметам дека предлогот досегашниот координатор на пратеничката група на СДСМ и коалицијата, господин Јован Митревски, да биде избран за нов председател на собранието е најдобриот избор што можевме да го направиме, доколку сакаме да продолжиме по патот кој што сите го трасиравме изминативе речиси 7 години. Верувајте дека јас како координатор на пратеничката група на ДУИ со посебна почит гледам кон господинот Xhaferi, уважавајќи го и учејќи го од неговото искуство, од неговата мудрост, знаење, трпливост и одговорност. И токму затоа, мојата одговорност и како пратеник, и како координатор, но и како човек, уште поголема довербата за нов председател да ја дадам на оној за кој сметам дека ги поседува вредностите кои се неопходни за да се обезбеди демократски напредок и развој на собранието. За изминативе 4 години на тесна соработка со колегата Митревски има вистинска можност да се уверат во неговите демократски капацитети, но и за умешноста и во најтешки моменти и со најголемите предизвици да се справи мудро, одлучно, одговорно и пред се имајќи ги и интересите на граѓаните на прво место. Почитувани колеги, Собранието на Република Северна Македонија е нашиот представнички дом. Место на кое сите ние, како представници на граѓаните, треба да ги браниме нивните интереси, да се залагаме за напредувањето на нивниот животен стандард, Почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. За прв пат во мојата парламентарна кариера мене од партија ми дава да прочитам говор и тоа другарите со граѓани на номинираниот кандидат за председател Струга и ќе го прочитам изворно на струшки дијалект. Друже Јовче, златна рибка да фатеше во езерано, немаше да ти текнит дека некојаш во животот ќе беше спикер на парламентот. Уживај другар наредни 100 дена и прај се ко фараон бекар топталит. Ко ќе се вратиш в Струга со празно сиви, а полни джебои, рибката не му јадавај на шерифон Мерко од Дуи, заше на црна листа во Америка. Пушти ја во езерано, нека ја фатит во мароецон пецак од Охрид, него ќе му требит, заш многу местит тендери. Тоа е брат, шибај и све нај-нај, ич да не ти чуе.
став 1 на Деловникот, Собранието одредено на пратениците избира председател на Собранието со мнозинство на гласови купени од 5 пратеници во Собранието. Врз основа на член 26 став 2 од Деловникот на Собранието, ако за председател на Собранието е предложен еден кандидат и ако при првото гласање не го добие потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка. Ги повикувам пратениците да влезат во салата за да може да преминеме на гласање. Ги молам пратениците да влезат во салата за да може да преминеме на гласање. Преминуваме на гласање. Предлогот пратеникот Јован Митревски да биде избран за председател на Собранието на Република Северна Македонија го оставам за на гласање. Те повикувам да гласање. Ukupно гласа 104 пратеници. 64 пратеници гласа за, против 40, воздържани нема. Констатирам дека пратеникот Јован Митревски е избран за председател на Собранието на Република Северна Македонија. За председател на Собранието на Република Северна Македонија и да му посакам успех во работата. Го молам председателот на Собранието да даде свечена изјава. Го молам сега да станем. Председателот на Собранието да изјавам дека функцијата председател на Собранието на Република Северна Македонија ќе вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам Уставот и законите на Република Северна Македонија. Ја вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам Уставот и законите на Република Северна Македонија. Председателот на Собранието
работа по дневниот ред, за поддршката и за довербата која што ми ја дадовте со вашето гласување. Дозволете да изразам благодарност и до досегашниот председател Тала Џафери за успешното менаџирање со собранието, заедно со менаџерскиот тим, генералната секретарка на собранието, замениците генерални секретари, сите координатори на пратенички групи, професионалните служби вработени во собранието за обезбедување на функционално собрание во прилики каде што функционирањето беше тешко од причини на ковид кризата и се што беше донесено како политичка одлука од политичките партии. Почитувани пратеници, како секој пратеник, така и за мене избора на функцијата председател на собранието е голема чест, но пред се одговорноста е уште поголема. Во таа насока ви уверувам дека со посилен интензитет ќе продолжам да работам во интерес на функционалноста и ефикасноста на собранието, секако согласно со Уставот, со деловникот, со законската регулатива, но пред се во интерес на граѓаните и државата. Верувам дека заеднички ќе продолжиме да ја јакнеме демократијата, бидејќи за млади демократии како нашата тоа е важно да го правиме секој ден. Останувам отворен за соработка со сите пратенички групи, се додека гледам, мислам и чувствувам дека тоа што се прави од спротивната страна е во интерес на граѓаните и државата. Затоа што интересот на граѓаните и на државата е врвен интерес за сите нас. Благодарам уште еднаш на поддршката и продолжуваме со работа по дневниот ред. Продолжуваме по работа по втората точка. Дополнет предлог на закон за употреба на македонскиот јазик второ читање. Дополнетиот предлог на Комисијата за култура како Колеги, може да просто да направим? Благодаря, председател. Честито и срещна работа. Мисля, благодарам и на досегашната соработка и продолжиме понатака заедно. Како камера да го камера како се подрумувате? Добре. Сите вршното? Облечете се. Сами на себе правите си места, вие. Вие стара гарда си направите, си правите. Поназад. Айде. Сега се бува, сега. Можете след нея вие кафе да се справите. Вие ќе се спремете надвор излегува. Не снимаме више како се рад. Толку ще А како се рад? Знаете тоа е. Како лека се не скима. И сега се справяме за Айде, Айде.